Почитувани гледачи, добро вечер. Следува информативната емисија Журнал на телевизија ЕМИ, во кој вечерва ќе ви информираме за најновите случувања во општината. Радовиш денеска беше домаќин на втората седница на собранието на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија. На истата присуствуваа голем број членови на организацијата, како и други поканети гости. Денеска во Радовиш се одржа втората седница на собранието на Организацијата на резервните офицери на Република Македонија. Во работата на овој највисок орган на Асоциацијата на резервните офицери учествуваа и председателите на општинските организации и поголем број гости, меѓу кои заменикот на министерот за одбрана Емил Димитриев, заменикот на началникот на генерал-штабот на АРМ генерал-мајорот Насер Сейдини, командантот на првата механизирана пешадиска бригада, бригадниот генерал магистер Димче Петровски, аѓутантот на врховниот командант на Република Македонија, бригадниот генерал Горан Чокотевски, началникот на штабот на Здружената оперативна команда полковник Стојан Димчов, командантот на командата за обука Љупчо Костовски, деканот на Воената академија, полковникот професор доктор Росе Смилевски, представници на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, градоначалникот на општина Радовиш Роберт Велков, пратеникот во собранието на Република Македонија од Радовиш Томе Даневски, како и повеќе градоначалници на општини од источниот дел на Република Македонија. Со посебно задоволство во ваше и во моје име да ги поздравам сите присутни гости, сите делегати на собранието на Организацијата на резервните офицери од Република Македонија, председателите на општинските организации на Република Македонија, како и заменикот министер за одбрана господинот Емил Димитриев, началникот на Радовиш господинот Роберт Велков, заменикот началник на генерал-штабот господинот Насер Сейдини, генералот Димче Петровски, началникот на општина Ставро Моричани Миодраг Иванович, аѓутантот на председателот на Република Македонија генерал Горан Чокотевски, представници од Центарот за управување со кризи, представници од Воената академија, представници од Здружената оперативна команда, други гости и градоначалници за кои што се извинувам нема да ви што подоцна дојдоа и на сите ви посакувам добро дојдовте на оваа втора годишна седница на собранието на Организацијата на резервни офицери и ви посакувам успешна работа. Почитувани членови и гости, ве повикувам со едноминутно молчење да им одадеме почит на починатите членови на ОРОР помеѓу двете седници на собранието. Значи, уште самиот почеток, како сум нова процесирана силна подршка на вашата организација, сите вие тоа добро го знаете. Користам прилика да ви кажам една убава вест за вашата организација, а тоа е дека во наредната година ќе зголемуваме буџетот за 35%. Мислам дека сте меѓу ретките организации кои во услови на криза зголемуваат буџет за 35%. Меѓутоа тоа го правиме од причини што сме свесни за улогата на вашата организација во системот на одбрана и затоа не треба да се штеди во помагањето на активностите кои што ги има вашата организација. Сите знаеме дека системот на одбраната на Република Македонија може да се темели на три фундаменти. Армијата на Република Македонија како оперативна армија, активната резерва и резервата. Во последните два чинители, активната резерва, која што со новата структура на силите брои 1800 луѓе и во резервата клучен елемент е Организацијата на резервни офицери, кој што сметам дека многу скоро покрај носењето на структурата на силите кој што ги опфаќа армискиот дел и активната резерва, многу скоро ќе почнеме да разговараме и како да се уреди она што представува поголема резерва која што би била во функција на системот на одбрана. Значи нема да должам повеќе. Поздравувам вашето годишно собрание и посакувам успешна и плодна работа и користам прилика бидејќи сме пред крајот на годината да ви честитам историите новогодишни празници со надежда дека во 2010 година ќе имаме година на
уште поголеми успеси на вашата организација. Република Македонија председател, Скопје, 25 декември 2009 година. Почитувани резервни офицери на армијата на Република Македонија. Жалам што поради големите обврски не можам лично да го поздравам овој совет. Како врховен командант на вооружените сили на Република Македонија, бидете уверени дека секогаш го имам предвид на собраното искуство и знаење кој најважниот придонес што вашата организација го дава. Ние сме релативно млада независна држава и затоа секој знаење и вештина која нашите институции ги имаат на собрано и кој можат да се искористат за доброто на нашата земја е непроценливо. Вооружените сили на Република Македонија се извореден пример за брзината и темелноста со која нашата земја ги спроведува потребните реформи. Со гордост можам да кажам дека нашата армија предничи во однос на прифаќањето на модерните западни вредности, како и во своето действување, така и во својата организираност. Независно дали зборуваме за незината ефикасност и подготвеност заеднички да се работува со најподготвените армии во светот или за незината хумана улога да биде меѓу првите кои доаѓаат на помош во рамките на нашата татковина. Подготвеноста да придонесе кон ширење на мирот и безбедноста во далечни делови на светот во кои стабилноста и сигурноста се загрозени. Организацијата на резервните офицери е пример за модерно действување, како промотор на евроатлантските вредности и современо разбирање на улогата на вооружените сили во општеството. Вие сте добар пример дека на обичните граѓани и на цивилниот сектор да го дајете свој придонес во создавање на една отворена и напредна држава. Македонија е земја која сразмерно со своите големини ресурси, па дури и над тоа, дава придонес кон обезбедувањето на мирот и безбедноста во светот. Тоа би било невозможно без активниот придонес кој вие, почитувани резервни офицери на армијата на Македонија, го давате секојдневно со вашите активности. Дозволете ми во периодот на новогодишните и божичните празници, по големите празници на нашите сограѓани од муслиманска и еврејска вера, да ве замолам сите заедно да помислиме за миг на нашите војници во мировните мисии во странство, како што се мисиите во Афганистан и во Босна и Херцеговина. Уште еднаш да се подсетиме на слободарската и демократската традиција на нашите вооружени сили. Ви благодарам, председател на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов.